Од денеска стартува јавна расправа за измени на Законот за рестриктивни мерки со кои се предвидува дека и така наречената американска црна листа ќе биде основа врз која одредени лица или субјекти може да се најдат на списокот на санкции на земјава. Иницијатор е Министерството за надворешни работи. Тоа што предлагаме со овие измени на законот во рамките на ова јавна дебата е да се додадат како основ за одредување на рестриктивни мерки од страна на државата и правните акти на Соединените американски држави и правните акти на Обединетото кралство. Што значи покрај Совет за безбедност, Европска унија, сега правните акти на САД и Обединетото кралство се валидна основа за поведување на рестриктивни мерки. Ова всушност значи дека постоечкиот закон ќе се дополни, со тоа би се овозможило покрај резолуциите на Обединетите нации и правните акти на Европската унија и правните акти што ќе ги донесе американската администрација да бидат причина за земјава да воведе рестриктивни мерки кои имаат за цел одржување на меѓународниот мир, безбедноста, почитувањето на човековите права и основните слободи, но и борбата против корупција. Како инструменти кои што ги има државата при воведување на рестриктивни мерки се покрај ембарго за оружје, забрана за влез во Република Северна Македонија за граѓани не се државјани на Република Северна Македонија, се разбира и финансиски мерки, вклучувајќи конфискација на имот, меѓутоа се проширува законот со уште еден. А тоа е прво во целите на закон, освен меѓународната безбедност, демократијата се наведува и корупцијата, злоупотреба на службената должност и гибридните закани кон државата како цели кои што сакаме да ги постигнеме со измените на законот за рестриктивни мерки. 2023 беше година во која на американската црна листа се најдоа неколку познати личности, дел од политиката, дел од бизнисот. Екс-вице-премиерот за економски прашања Кочо Ангјушев во декември минатата година се најде на списокот зашто Вашингтон утврдил дека има многобројни докази за негова вмешаност во коруптивни активности. Во ноември на бизнисменот Сергеј Самсоненко, кој важеше за близок до структури на ВМРО ДПМН, како и на неговото семејство, им беше забранет влез во САД. Во јули, Орце Камчев се најде на црната листа зашто, како што објави американската администрација, ја злоупотребил својата положба со преземање коруптивни активности и спроведување агенда за своите потреби на сметка на демократските институции и граѓани на Северна Македонија. Струшкиот градоначалник Рамис Мерко во јуни 2023 е ставен на листата и му е забранет влез во САД поради негова вмешаност во значителна корупција. Според најавите на американската администрација, списокот ќе се проширува. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.